И покрај сите негативни извештаи, забелешки, укажувања, јавни предупредувања, катастрофата во судството продолжува. Креативноста во кршењето на законите едноставно не пресушува. Сите бевме сведоци на реализација на една непостоечка, измислена кривична постапка, во која што крајниот резултат беше бегство на обвинетите Бошковски и Груевски. Имено, основниот суд, кој што без проблем секојдневно штанца притвори, кои што се наводно образложени со некои излитени клише фрази без никаква содржина, одеднашка почнува да окрши законот и да не определува мерка притвор. За неправилноста на одлуката на основниот суд говори и одлуката на апелациониот суд, кој што ја преиначува правостепената одлука, определува мерка притвор, меѓутоа, за да биде апсурдот уште поголем, противзаконски дозволува право на жалба до Врховен суд и тоа, замислете, жалба со одложено дејство. Само за појаснување, во член 169 од ЗКП никаде, повторувам никаде, не е предвидено право на жалба против решение на апелационен суд. Уште помалку жалба која што го одлага извршувањето. За среќа, член 439 во овој случај не примилив, бидејќи станува збор за решение. Меѓутоа, иронијата не застанува тука. Врховниот суд, наместо да ги отфрли жалбите, истиот по нив постапува, а во целиот тој период обвинетите нормално се на слобода. Со други зборови, додека судот си креира негови измислени кривични постапки, обвинетите едноставно имаа право да избегаат, што и се случи. Тој што има способноста, ја има и одговорноста. Пред се одговорноста за граѓаните и за жртвите. Не може да се штанцаат мерки притвор за обичи смртници, не може гаранцијата да биде непозната категорија, не може да се произведуваат духовно осакатени луѓе, а за определено привилегирано малцинство да се спроведуваат непостоечки судски постапки. Ова мора да запре. За таа цел, Зелена лупа поднесе кривични пријави до јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и поднесе иницијатива за покренување на одговорност на судии до Советот за утврдување на факти. И примерот од истите ќе биде доставен денес. Затоа денес го информирам секој граѓанин на Република Македонија дека Зелена лупа, како невладена организација, согласно незината програма, која се темели на 3 столба, а тоа се мониторинг, истражување и анализа, заедно со незините стручни тимови, ќе работи за декалцификација, детоксикација на судскиот систем, меѓутоа не заради судиите, не заради судот, него заради граѓаните. Почитувани колеги, ова е прв пример во кој што обвинети лица во постапка за утврдување на мерка притвор се надвор од слобода. Така да, не ли ви тоа малку чудно? Благодарам. За кои судии ќе? Значи, станува збор за 10 судии кои што постапувале во постапката, судиите во основен, во апелационен и во Врховен суд. Нема да ги именувате? Па запишени се во кривичната пријава, може да го проверите тоа, пошто ги има. Ќе ви бидат доставени на новите. Друго нешто? Дали сметате дека треба и за другите обвинети што беше преземено мерката преземање на пасош да биде претворени бидејќи има можност да Значи Зелена лупа не навлегува во анализа на содржината на одлуките, него во постапката. Тука станува збор за драстично прекршување на самата постапка. Содржината е индивидуално одлучување на судијата и тоа е друга работа, меѓутоа самата постапка е прекршена. Едноставно недозволена право на жалба се дозволува. Зошто тоа не се прави за нашите предмети? Сите правно писмени адвокати се вџашени. Дали очекувате реакција од Советот на факти и отварање на постапка за овие? Па сметам дека ова тело кое што кажав е малку калцифицирано, значи убиено со калцити и не е размрдано се уште. Сметам дека со вакви иницијативи кои што се надевам дека ќе бидат повеќе, ќе почне да работи, едноставно ќе профункционира. И неговата цел е да биде сервис на граѓаните, а не сервис на судиите. И сметам дека со вакви иницијативи, ако не ова, наредна, дека тоа тело мора да проработи. И очекувам резултати. Дали сметате дека се потребни известни допрецизирања во законот во овој дел на жалбената постапка, на некој начин да се отстрани можноста за различно толкување на истото? Да. Се согласувам со вашата констатација дека постои некоја колизија во членовите, меѓутоа постои работна група која што изработува измена на законот
и сметам дека околу 200 и нешто члена се во постапка на измена. И јас се надевам дека таа измена крајните бенефитори ќе бидат пак граѓаните. И сметам дека такво нешто е потребно и мислам дека ќе една ваква иницијатива и една ваква одговорност ќе резултира со позитивни резултати. Кажете некои примери, споменавте вашите предмети дека се поразлични, еве некои примери што веќе се познати на јавноста, каде што сте барале жалба на Врховен не била дозволена или каде што притворот веднаш стапнува. Едноставно е, кога ќе се жалите на апелација, во апелација на крајот, значи на одлуката, не пишува право на жалба. Тоа се случува кај сите мои колеги. Правото на жалба како тростепен орган е предвидено во член 469, ако не се лажам. Меѓутоа, тоа станува збор за пресуда. Тоа е мериторна одлука која што дополнително доколку станува збор, значи за измена на претходна одлука од апелација е дозволено право на жалба. Меѓутоа, овде во овој случај никако не е применливо. И што е најголемиот апсурд, што нешто го спомнав, е тоа дека за целата постапка за утврдување на мерка притвор, значи обвинетите се на слобода, што е апсурд.